Советот за безбедност не е ниту собраниска комисија, ниту јавно обвинителство. Седница ќе свикам кога ќе добијам збирни податоци и информации од надлежните институции, вели председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во врска со можноста за свикување на Советот за безбедност. Иванов констатира дека во последниот период има многу шпекулации и дезинформации поврзани со функционирањето и поставеноста на системот за национална безбедност, вклучително и улогата на Советот за безбедност. Тој потенцира дека собранието има комисија чија улога е да извршат надзор над работата и спроведувањето на мерките за следење на комуникации од страна на службите. Отсуството на опозицијата од работата на овие тела го оневозможува овој механизам на контрола, што се однесува до одговорноста секој кој извршил акт спротивно на законот и на правилата на работа да поднесе одговорност. Одговорност мора да има, додаде председателот Иванов. Словенечкиот пратеник во Европскиот парламент Алојс Петерле денеска ја поздрави вчерашната одлука на Европарламентот во својата резолуција за Република Македонија по 9-ти пат да побара неодложно отворање на преговорите за членство на земјата во Европската унија. Петерле порача дека унијата ќе ја загуби својата веродостојност ако не почне преговори за членство на Македонија и од суштинско значење тие да започнат што е можно поскоро. Словенечкиот европратеник од редовите на Европската народна партија, најбројната група во Европарламентот, потврди дека нема додадена вредност во понатамошното одложување на отварањето на преговорите, кои се најдобар начин да се продолжи со реформскиот процес во Македонија. Конгресниот центар Александар Македонски ги откажа сите манифестации поради оштетување на внатрешниот дел на кровната конструкција. Во соопштението од Универзалната сала наведуваат дека поради временските прилики и обилните дождови, оштетен е таванскиот дел во салата за публика и поради тоа приморани се сите закажани манифестации да ги откажат, се додека не се создадат услови за понатамошна работа. Наведуваат дека повикани се надлежните институции за да се констатира моменталната состојба и да се најде соодветно решение. Српските представници нема да учествуваат во работата на косовските институции се додека албанската страна не почне да ја почитува коалициската спогодба. Беше одлучено на вчерашната средба меѓу премиерот на Србија Александар Вучич и директорот на службата за Косово и Метохија Марко Ѓурич со представници на српската листа во косовските институции. Вучич и представниците на српската листа изјавија дека е неприфатливо на тамошното исполнување на коалицијата со политички представници на косовските албанци. Убиството на рускиот опозицијски лидер Борис Немцов бара независна меѓународна истрага, се наведува во изгласаната резолуција во Европскиот парламент. Тоа е најзначајно политичко убиство во современата руска историја, се наведува во резолуцијата и при тоа се изразува загриженост дека пропагандата на Кремљ ја претвора Русија во држава на репресии, на јазик на омраза и на страф. Европратениците со резолуцијата му оддаваат почит на Немцов, кој го посвети животот на една подемократска, попросперитетна и отворена Русија и на изградба на силни партнерски односи меѓу Русија и нејзините соседи, додаваат од Европскиот парламент. Европскиот парламент му го одзеде пратеничкиот имунитет на Сергеј Станишев, председател на партијата на европските социјалисти, објави бриселскиот портал Евроактив. Станишев пред само 2 недели ја посети Македонија и оствари средба со раководството на СДСМ, изразувајќи му на лидерот Зоран Зарев отворена поддршка за актуелните случувања. Европскиот парламент вчера го повлече имунитетот на Станишев, поранешен премиер на Бугарија, кој исто така е председател на партијата на европските социјалисти, за да дозволи неговата земја да покрене обвинение против него поради губење на тајни документи. Станишев беше избран за председател на партијата во 2012 година, но ја презеде таа функција уште во 2011 кога неговиот претходник Расмунсен се повлече.